Благодарам, господине Џафери. Веднаш, за да нема недоумици, нема да окочиме овој закон, меѓутоа лично јас за мене ви кажувам дека сум во длабока дилема дали воопшто ќе го поддржам. И ќе ви кажам зошто. Бидејќи господине Томислав Тунтев не треба само афирмативно да се зборува за законите, туку треба да зборуваме за суштината на законите и кои се придобивките од донесувањето на овој закон во конкретниот случај на луѓето кои што земаат плата под 12.000 денари. И некој тука спомна, рече дека требало да поднесеме амандмани. Почитувани граѓани на Република Македонија, ако почневме да поднесуваме амандмани од членот 1 до членот каде што завршува законот, а тоа е членот 14, буквално на сите членови требаше да поднесеме амандмани. И за да им е на јавноста појасно, особено на вработените, само членот 1 ќе ви го прочитам и се ќе ви стане јасно. Во членот 1 став 2 вели: нормираниот учинок се утврдува од страна на работодавачот секоја година во февруари воз основа на критериуми на ефикасност на производствениот процес утврдени од страна на работодавачот. Став 3. Нормираниот учинок од став 2 на овој член треба да е остварлив најмалку 80% од бројот на вработените за секоја техничко-технолошка целина поотделно. Став 4. Работодавачот е должен на крајот на секој месец на работникот да му издаде потврда за остварениот нормиран учинок заедно со писмена пресметка на платата. Ви кажува ли, почитувани, ова нешто? Ви кажува ли ова нешто со оглед на тоа дека владата нема предвидено доволно средства до крај на година да го исполни овој закон? Првиот месец, ви кажа господинот Цуклев, ќе ги честат сите, бланко. После тоа ќе бараат учинок, најмалку на 80%. Учинокот ќе оцени, знаете кој? Тој што ги дава парите. Што мислите? Тој ќе им, на сите ќе им даде учинок и потврда. Нема да им даваат минимална плата. Туку ќе ја скратат максимално колку што можат. Дополнително и да им дадат минимална плата. Има со дополнителен број на часови, со дополнително постигнување на норма, таа плата, извинете на израз, ама низнос на луѓето да им ја извадат. И тој учинок што треба да им го определат. Ова е класична предизборна манипулација. И затоа ќе зборуваме за суштината, а не за формата на законот. Дополнително очекував дека представникот на Европската Унија, господинот Жбогар, очекував дека меѓународната заедница, господинот Прибе, ОПСЕ и ОДИХР, кои што се тука, ќе се произнесат дека овој закон директно штети на изборниот процес и директно се коси со изборниот законник. Изборната кампања е започната. Ние овдека буквално вршиме подкуп на одредена целна група на граѓани со донесување на овој закон. И сето тоа сакаме да го замачкаме. Па каде се представниците на меѓународниот фактор да интервенираат? Ако зборуваме за ферплей избори, и овој закон, и тој што доаѓа по него, и третиот закон, и сите директно учествуваат во изборниот процес. Директно учествуваат со одредени категории на граѓани врз кои се врши притисок, да не речам подкуп, за да гласаат за владеачкото мнозинство. И ова ли е фер борба? За тоа денес зборуваме, за суштината. И сега да ви кажам каде овој закон генерално не чини. Овој закон се коси со сите економски логики, почитувани граѓани. Како за работодавачите, така за работниците. Каде има земја во Европа и во светот, каде што се даваат субвенции на компании кои што остваруваат загуба? Може ли некој да ми каже таква земја во светов? Здравата економска логика кажува дека фирмите што имаат позитивен ефект се наградуваат, дека на нив им се даваат субвенции. Ние тука кажуваме дека треба да сме загубари за да добиваме субвенции. И тие што работеле позитивно, сакаме да ги направиме да прикажуваат загуба. Каде постои во светот да луѓето што не работеле ги наградуваме? Знаете ли дека 2/3 од трудоинтензивните гранки, како што е текстилната и кожарската, земаат 12 или над 12.000 денари плата, луѓето што работат? Сега тие што не работеле, условно кажано, одредена група на граѓани, ги наградуваме за сметка на тие што би се труделе да работат и да постигнат учинок. И сега ги тераме работодавачите на сила да прикажат поголем број на луѓе кои што земаат помала плата од 12.000 денари за да земат субвенции од државата. Дополнително што овие субвенции се однесуваат на ограничен временски тајминг, година и пол.
Што после таа година и пол, почитувани? Дали некој кажал каде со тие луѓе, со тие плати? Никаде не пишува за тоа во законот. Толку има недоречености, двоумици, да овој закон ви кажав дека суштински целосно треба да се промени ако сакаме да го постигнеме ефектот. Воопшто не е издржан од членот 1 до членот 14. Се однесува на месеците јануар, февруар, март. Што со вработените после март? Во април, во мај, во јуни, во јули, во август, септември сме сега. Што со тие вработени? Никаде ги нема во законот. Зборуваме за различни бројки на вработени. Министерството за финансии излезе со бројка од 47.000 вработени што земаат плата под 12.000 денари. Управата за јавни приходи излезе со бројка од 80.000 вработени што земаат плата под 12.000 денари. Министерката за труд и социјала, по чија ингеренција би требало да е овој закон, и онака како што знаеше во Битола појде на совет на општината, требаше денес и тука да дојде, иако не е предлагач, се согласувам, меѓутоа да покаже интерес, бидејќи се работи за целна група која што е најзагрозена од работниците. Министерката за труд и социјала вели дека има 130.000 вакви луѓе кои што земаат под 12.000 месечен приход. Па каде е вистината, почитувани? Во ребалансот на буџет, во тие 4 суштински, стратешки, како да наречам, закони кои што го покажаа животот, патоказот кон животот во Република Македонија, за кои што беа фантастични, само 14 милиони евра вкупно предвидени за сите 4 закони, за овој закон има по 1,5 милион или 1,5 милиони евра месечно предвидено, или 4,5 милиони евра до крај на годината. Освен со ова најмалата бројка од 40.000, ниту една од другиве бројки не ги задоволува потребите. Се поставува прашањето како ќе се заврши целата приказка. Или ќе се манипулира со бројките, или ќе се манипулира со потврдите за извршена норма или учинок, или има нешто трето. На крајот целата работа, за жал, оди во погрешен правец. И патоказот го покажува дека ова е класичен маркетиншки трик, класично влијание на одредена категорија на вработени за да се добие нивната наклонетост за овие избори. Што ви фалеше да целата ова процедура е направите онака како што е направи претходната влада? За прв пат после 2005 година, во 2012 година, да подсетам, 2005 година минималната плата беше 4.500 денари. За прв пат 2012 година се донесе закон со кој што минималната плата изнесува 39,6% од просечната плата. Или во бројки 2012 8.050 денари, 2016 9.000, 2017 9.590, за 2018 беше предвидена 10.100 денари. Меѓутоа не селективно, меѓутоа без нормирање, меѓутоа без ограничување, без притоа нејасно на сите да ги ставиме во една зона на самракот, како работодавачите, така работниците. Самиот закон, начинот на изработка, текстот во законот, словото на законот кажува дека овој закон е избрзано направен. А зошто? Може само да се присетувате. Благодарам.